Neko te pitam babo, pravo će mi kažeš, pravo će mi kažeš, babo, bez da me izlažeš. Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 19-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Пред да започнеме, прво сакам да ја потсетам нашата публика да го посети нашиот вебсайт macedonianinformationcenter.org, како и да отиде на нашиот YouTube канал и таму да се зачлени. Членувањето е бесплатно. Еве цената која што ќе побараме од вас да ја платите е да ги споделувате видеата. Исто така и мислењата. На нас ни е потребно да се зачлените, затоа што со бројката која треба да достасам 1000 членови, така ли беше? Да, 1000 членови ни треба за да можеме да вршиме преноси во живо. Во кои што ќе можете да поставувате и прашања, значи малце поинтерактивно да биде. Да правиме интервјуа во живо со некои луѓе. Така да, еве, тоа е целта и затоа ја бараме вашата помош. Да. Едноставно, колку повеќе членови имаме, толку повеќе и видеата ќе бидат препорачувани автоматски од YouTube, така на тој начин ќе добиеме една прилика да ги шириме овие мислења, на кои што верувам се повеќе и повеќе луѓе доаѓаме до овие ставови заеднички. Бидејќи зборуваме сега за нашиот заеднички интерес, а тоа е Македонија како држава, македонците како нација. Македонија на македонците. Точно така. Во таа смисла, би сакал да кажам дека можна сум задоволен со реакциите на последниве две епизоди, во кои ги обработивме двата главни водечки кандидати на двете водечки партии во Македонија. Првата за Стево Пендаровски, другата за Гордана Силјановска-Давкова. Впрочем, и сите 4 досега епизоди што ги имаме направено на темата бојкот имаат, мислам, добар прием во јавноста. Да. И гледам дека повеќе има прегледи на Facebook, меѓутоа и на YouTube оваа последнава емисија има веќе околу 600, ако не и повеќе прегледи. Покрај сите толку прегледи нема негативни коментари. Коментарите се воглавно позитивни, а мислењата и информациите кои што се изнесуваат во тие две видеа ги сретнувам во се повеќе и повеќе статуси и мислења на македонци. Тоа е извонредно. Што значи дека бојкотот станува се поголема опција. И за тоа ќе зборуваме подоцна малку. Неделава се случи уште две работи кои што бај ги не израдува. Да. Првата е веќе кажеме е групата Next Time направи една преработка на песната за Тодор Александров, нешто ќе те питам бабо, која што исто така има, еве веќе на YouTube има 360.000 прегледи. Што е 12.000 позитивни реакции, а само 420 негативни. На YouTube, на Facebook исто така има стотици илјади прегледи. И сега, значи, речиси 100 години после убиството на Тодор Александров и 100 години од анатемисувањето на оваа личност, веќе тој почнува да добива вистинска рехабилитација од самиот македонски народ. Тоа е вистинската рехабилитација. Да. Кога народот ќе го победи стравот, кој го имал досега, за да го спомене воопшто Тодор Александров, бидејќи се знае што следеше за тие што беа Александровисти. И ќе го спомене во позитивна конотација Александров, веднаш беа ставани во црниот тефтер на удба. Да. И мене ми е посебно задоволство што ете доживеав да го дочекам овој ден кога македонците си го препозна еден од водачите и еден од столбовите на македонштината. Да. На оваа држава за која повторно се бориме
да ја се чуваме. Да, па токму како тој во 919, 918, 19 кога ја обновува ВМРО да ја сочува македонштината, македонското национално ткиво, тоа денес како работиме и ние. Да. Заедно со, не сме сами. Да, Целото ова движење кое што еве се претопува во ова бојкотирам пи, па ќе видиме во што ќе прерасне. Меѓутоа сето тоа е реинкарнација на Тодор Александров. Точно така. Сега Македонија ќе биде конечно слободна кога истото ќе се случи и со Ванчо Михелов. Да. Сепак мора една работа да научиме од искуството на другите народи. На оние кои направиле држави, направиле демократски општества. Тие го почитуваат секој кој се борел за таа држава. Не правеле идеолошки делби. Да. И тоа е основата. Кога ќе ги отстраниме идеолошките делби кон они од минатото, тогаш ќе говориме денеска дека можеме да се обединиме. Да. Јас го почитувам правото на секој да има своја определба идеолошка. Но сите мора да бидеме заедно во одбраната на Македонија како држава. Да биде демократска и да биде Македонија на македонците. Да. Демократска по сите нишани. Со институции кои ќе ја штитат таа демократија, кои ќе ги штитат човековите права и слободи во таа држава, ќе го штитат слободата на говорот како основно човеково право. Да. Без тие ќе штитат слободен пазар, владење на правото. Не треба воопшто да се споменува, бидејќи ако нема владење на правото, нема ништо. Да. Нема ни Јас мислам дека ти често пати зборот демократија го користиш како синоним за владење на правото. Да. Демократијата е збир на тие неколку постулати без кои нема држава. Нема слобода, нема ништо. Затоа, за да не говорам многу, јас го потребам зборот демократија. Да. Значи, тоа е тоа. Да. Полека, но сигурно, веќе излегуваме од онаа комунистичка матрица на братство и единство, дека сите треба да живееме заедно, без при тоа да приметиме дали другите сакаат да живеат со нас. Да. Што ме води кон другиот настан од оваа недела. Неделава бевме на прожектирање на филмот Ругањето на Христа од македонскиот режисер Јани Бојаджи и дисидент, веќе можеме да го наречеме. Тука токму таа тема се разработува. Многу, за жал, малкумина мислам дека ја согледаа во театарот, односно во киното, но тоа е темата која што многу прецизно и многу суптилно удира креаторот Јани Бојаджи, дека едно е нас што не учат дека треба да живееме заедно, но другите дали ги учат истото? Да, не. Тука е. Твоја некоја реакција? Јас ќе пренесам со еден пример. И мислам дека луѓето, оние кои ги разбрале, кои го разбрале филмот на Милчо Манчевски и овој сега, кои го гледале, ќе ја видат разликата. На филмот Пред дождот, кога го гледав, и тогаш бев последен пат во кино, бев подготвен да се излезам на половина од филмот. Бидејќи филмот носеше една многу лоша порака за македонците. Порака која ја прачеше во светот, дека македонците се луѓе кои се спремни да убиваат, не сакат да одземаат туѓи права, туѓи слободи. Една слика што е далеко од вистината за Македонија. И за македонците. И за македонците. Да. Но и за Македонија, точно за оние други кои што живеат во Македонија и околу Македонија. Така да овој филм на Јани ми ја врати желбата да одам на киното. И воодушевен сум од филмот на Јани. Бидејќи прикажа две многу битни работи. Сокривањето на
сите власти од 2001 година навака, да не одиме понатака во историја, подлабоко во историјата, но за злосторот кој е направен врз македонците од страна на албанците. И беше изненадувачко барањето на албанците во платформата која ја понудија во тиранската платформа да се обработи геноцидот врз албанците. Не се најде никој во Македонија од власта да реагира на тоа барање со контрабарање, да, нема проблем да ги истражиме геноцидите. Кој на кого? Да. Направил геноцид. Знаеме дека албанците беа на страната на турците. Да. Знаеме дека албанците беа на страната на србите помеѓу двете светски војни. Да. Беа телохранители на србите. Најголемиот зулум после поразот на турците го правеа албанците заедно со србите. Да. После 45 година тие верно служија на србите во подривање на македонската држава. Да. Тоа го најубаво го искажаа 2001 година. Да. И сега во тие периоди колку македонци за време на Втората светска војна го прескоквам тоа, беа на страната на италијанските фашисти. Да. Да. Балистите. Балисти. И сега ние говориме дека тие учествувале во Илденско востание на македонска страна, за слобода на Македонија, учествувале во партизани во Народно-освободителната војна. Колку ми не учествувале? Тоа е проблемот. Еден човек, ако на другата страна имате стотици јадници, а на нашата македонска страна имаме на прсти да ги изброиме колку албанци учествувале. Тогаш како можеме да зборуваме за некоја заедничка борба? Не. И последното, го споменав поминатата во емисијата за Пендаровски, за војната 2001 година. Да. Тие барале разграничување, барале територија, бидејќи да се подели Македонија уште тогаш. Да. Но Јани, тоа сум многу благодарен на Јани, што собрал храброст, бил свесен што ќе доживее. Да. Јани не влегол во оваа авантура, тоа го кажува неговото однесување сега. Да. Бидејќи тој свесно знаел што прави, дека прави филм кој ќе предизвика такви реакции и забрани во Македонија. Тука има уште една работа, што многу луѓе, јас барем ја видов така, сега може би грешам, но Јани го објаснува и зашто се случила екзодусот на македонците во Грција. Да. И тука е уште едната работа. Тоа може би власта сакаше да го сокрие, да не реагира на тој дел, па затоа го издигна делот со албанците на филмот како работа која за која треба се забрани филмот и дека тој филм со таквите сцени прави раздор во Македонија. Да. Но за мене е многу поголем проблем за власта докажот дека комунизмот е причина за екзодусот на и страдањето на егејските македонци. За оној екзодус после Втората светска војна. После Втората светска војна. Бидејќи има два екзодуса. Но јас зборувам, не разбират луѓето за кој, бидејќи за децата бегалци. Кој го видел филмот знае за што се зборува. Да. Така да или прочитал за филмот знае за кој дел се зборува. Да. Не зборуваме за размената маđерите. Да. Ако имаш уште нешто за тоа, да. Јас подготвувам и мене филмот се уште ми е врежан, значи еве трети, четврти денот кога го гледавме, нонстоп ми се врти во главата и подготвувам еден малку по-детален коментар со така да тоа ќе биде обработено во следните, да кажеме, недела дена, веројатно ќе излезе некаков текст од мене или повторно некое видео. Мислам дека тоа е тоа. Сега одиме на денешната дискусија. Да. Ќе почнеме со текст
односно објава од Радио Слободна Европа од 19 март, значи веќе од минатата недела, со наслов Хан и Могерини учеството во изборите е знак на политичка зрелост. Ќе го извоиме само овој цитат од Хан. Тој вели вака: "Морам уште еднаш да им се обратам на сите во земјата. Ова може да се случи само ако е меѓупартиска национална цел и ако ова ги вклучува учеството во изборите, кои било избори, и изборите идниот месец, учество на сите страни, секоја страна треба да покаже демократска зрелост, има многу можности за политички битки и преговори, но кога станува збор за оваа национална цел, мислам дека постои обврска, одговорност за сите страни да придонесат за тоа, а не да го стават во опасност во последен момент." Нешто слично во соочувањето на само вистина вчера изјави Изаев. Да. Иако тој се обидува да не му даде некакво големо значење на движењето за бојкот, тој спомна дека бојкотот не смее да се случи и инсистираше на Мицковски да се одрече и тој да го денунцира бојкотот. Меѓутоа, штом овие големци веќе зборуваат за бојкотот, на мене ми укажува дека бојкотот станува веќе сериозна странка, а изјавава на Хан дека ова едноставно е што вика дека сега мора, ова е национална цел, значи мора да ги одржиме овие избори, не смееме да дозволиме бојкот, па значи ќе пропадне целта. Тоа е го потврдува токму она што го говориме. Ама зошто Хан дека успешни избори ќе го легитимизираат Преспанскиот договор. И зошто Хан не се заложи, не изврши притисок врз власта, да ги реши неправилностите во гласањето за референдум. Да не одиме подалеку. Да покаже еднаш Хан, не него Хан, и таа банда околу него комуњарска, дека навистина сакаат Македонија да стане, да ги исполни задолженијата од Прибе, да завладее, да почне правото и законот да владат во Македонија. Не, тоа не се не осврнува на кражбата, полнењето на кутиите, како да не се случило на референдумот. Па како сега ние да веруваме дека сега повторно нема да се случи истата работа. Денеска амбасадорот Тимоне на Франција, кој бил вчера, сите амбасадори биле на ручек со Заев, и ја договарале, тоа веќе е јасно, ја договарале стратегијата како ќе се борат против бојкотот. Какви да бидат резултатите, тие викаат, што и да се случи на изборите, треба да се признаат изборите. Чекајте бе луѓе, па кој сме ние? Па ние не сме диво племе. Македонци се цивилизирани луѓе. Интелектуални луѓе со интелект. И сега една апаратчик од Франција, од држава која има протести веќе 3 месеци. 6 месеци од октомври почна. Веќе држава во која власта и дава налог на војката да може да пука во демонстрантите. Ќе зборува за... Нас ќе не учи на како да се однесуваме. Срамота. И сега, таквите луѓе се обкружување на Заев. Таквите луѓе не ги сервира Заев за... ова е мислене на Европа, ние мора да го почитуваме. Не. Затоа мора да има бојкот. За и да на тие такви, како Тимоне, како Хан, Могерини, да им покажеме дека на нив тие уназадија Европа. Тие ја укинаа демократијата во Европа. И дека ние, јако сме биле под јаремот на комунизмот, па пред тоа под јаремот на турците и србите, во недемократски држави, знаеме што е демократија. Не научило робството да ја читајќи и сакајќи демократијата да научиме што е демократија. Не сме почувствувале. Ама знаеме дека од вакви, како Тимоне, како Хан, сме ги виделе таквите кај турците, кај србите, кај комунистите.
И затоа десто ги препознаваме. Дека тоа се тоталитарци. Дека тоа се луѓе кои за собствена власт, за собствена удобност се подготвени да жртвуваат народи, нации, држави. Ете, тоа е тоа. Да, всушност тука се работи за луѓе за судир помеѓу оние кои што веруваат во нешто и оние кои што не веруваат во ништо. Тоа е. И тука е Судирот. Да. Ние националистите веруваме во Господ, во државата, во нацијата, во нас самите, во нашите семејства, во идниот свет, веруваме во иднината. Го почитуваме минатото и се обидуваме да градиме над минатото. Овие интернационалистите не веруваат во ништо. Тие се за дегенеричност, за хомосексуализам, за уживање во моментот. Како животни да живеат од рака до уста. Тие веруваат само во она што на нив ким чини удобство. Да. Друго ништо не ги интересира. Во тој момент. Во тој момент. Да. И тие не размислуваат ни за последиците на тој момент. Па треба само да погледнеш, имаше една видов на некаде објава дека грото од премиерите и председателите на владите немаат деца. Немаат деца, да. Што очекуваш од тие луѓе? Од такви егоисти да се грижат за некоја нација, за некој народ. Тие за собствениот народ не се грижат. Да. Не се грижеле за собственото поколение, да имат поколение. Да. Да продолжат лозата, не се грижат. Да. Крај. Такви луѓе не смеат да дојдат на власт никаде во свет. Да. И затоа велам јас, тоа се луѓе кои што не веруваат во ништо. Да. Одиме со следната приказна, а тоа е неделава изби нова бомба, така да речам. Еве, објавата е од infomax.mk. Датумот, не го гледам, беше крајот на минатата недела. Објавата вели вака: Wikileaks објави разузнавачка бомба за диво населје. Заев бил во комуникација со терористите и имал средби со нив во Приштина. А вели дека ова е 9 мај 2017 година. Уред. Не сум... Да, и ова се од мај 2017 година се овие објави. Меѓутоа сега стана многу актуелни, веројатно. Затоа што да знам како се викаше тој српскиот пратеник, и тој објави едно видео во кое објасни дека излегла некоја белешка од Wikileaks, која веднаш ја тргнале во моментот, ја објавил Мина, агенцијата Мина ја објавила. Да. Веднаш била тргната, ма успел да ја симне и во неа стои тоа што го пишува и Infomax, дека се работи за некои си врски на Заев со Хардинај, со групата која влегла во Куманово. Чите го тоа да не го... Од поднасловот, Wikileaks, мрежата која веќе неколку години објавува разузнавачки извештаи, хакирани електронски пошти на светски лидери и политичари, пласираше разузнавачки извештаи на американската администрација дека структури на СДСМ биле во комуникација со терористите од диво населје. Како што пренесува Мина од извори на УБК, Зоран Заев практично ја признал соработката на СДСМ со терористичките групации од Косово кои влегува во диво населје, најавувајќи дека ќе има крв во мај ако Груевски не отстапи. Тука има некој скриншит од таа белешка. Наводната белешка. Наводната белешка. И вели, тимот Браво потврдува дека најмалку 20 членови влегли од Косово во моментот се сконцентрирани во ридовите околу Куманово. Иако себе се сметаат за исламски радикали, оваа група употребува криминални и терористички методи, се вели во преписката, и така натаму, и така натаму. Тие го даваат Мина како нивни извор. Одиме на сајтот на Мина. Мина го дава истиот извештај, само на англиски, но и тука нема линк до самата белешка. Кога внесов во пребарувачот на Wikileaks збор до збор, буква до буква, она што стои во скриншитот
на Мина Репорт, како наслов на текстот. Еве ќе видиме и сега што ќе излезе. Испаѓа еден резултат околу Америка и Јужна Америка. Еве ќе побараме Харадинај тука. Сега што ќе каже околу Харадинај. Nego, Naniče, ste vi vidjeli ono što sam ja juče pričao, ovo što je Wikileaks objavio vezano za Zajeva? Čemu se radi? Ajde da kažem, mnogo važna stvar. Dakle, prvo vidite koliko je Zajev pokvaren političar, dvoličan, ciničan, koliko je spreman da izazove čak i nasilje da bi se dokopao vlasti i koliko je to opasan političar. Ja sam mu više navrata govorio da otkad je on došao na vlast, da se u Skoplju nalazi štab za destabilizaciju Srbije. Kao što je nekad bio u Budimpešti. Tako je. Nisam to napamet pričao. Upozorio sam javnost takođe na direktne veze. Kad si ti ovde govorio, misli da je to preterano? Neka misle. Tamo se našli neki pojedinci odavde iz Beograda, te savjetnici jednom drugom, i tamo imate, kada je bila ona situacija kod nas inicijativa Ne dajmo Beograd, Srđa Popović iz Kambasa, da znate kako je išlo prenošenje direktiva. Dođe iz Skoplja čovjek do Bujanovca, tamo prenosi informaciju jednoj osobi koja radi u državnim institucijama, ona prenosi dalje ovde. Sve je to mirisalo na pokušaj obojene revolucije. Sad imate situaciju da se vodi pravi obaveštajni rat. Pre nekoliko dana Wikileaks objavljuje jednu depešu, blokiraju Wikileaks na kratko, preuzimaju makedonske agencije i mediji, blokiraju. Zajev traže čak i pomoć CIA da se blokiraju svi portali, svi mediji da se ne objavi. Moji prijatelji u Skoplju uspevaju da skinu sa Mine, Makedonska informativna novinska agencija, da skinu u jednom trenutku u to blokiranje, odblokiranje, ali je blokirano. Samo da vest nije prošla regionom. I ja sam juče govorio, mislim da nije dobro shvaćeno ono poruka koju sam htio odakle, nisu razumjeli, nisu suštinu stvari. Evo pogledajte, dakle, na makedonskom pa ću prevoditi. Prepiska između State Departmenta i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Skoplju, Wikileaks je objavio sledeću komunikaciju. Tu je sve, evo, Wikileaks, broj, depeše, ostalo to ne čitamo sada. Evo, citiram iz Wikileaksove, odnosno depeše ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Skoplju. Tim Bravo potvrđuje da najmanje 20 članova je ušlo, to je ona ilegalna grupa koja je ušla teroristička sa Kosmeta. Ja sam kod vas isto govorio da je tu grupu poslao Ramuš Haradinaj, ako se seća. Минатиот ден кога го направи фистото пребарување не излегува никакви резултати. Харадинај. Харадинај, да видиме за Харадинај. Резултатот е дека нешто вика, Харадинај од ААК вели дека неговата средба со Тачи за време на роденската забава на американскиот представник е нерелевантна, нема никаква врска со. И еве уште една случка има, на уште едно место се среќава Харадинај, повторно опишува некаков состанок со Тачи. Во коментарите на Мина Репорт, еве ќе видите и сами, луѓето бараат линк нема. Па вака беше објаснувањето на тој пратеникот од има и видео, ќе се обидам да го најдам, ќе го дам да го прикачиш тука. Во тоа видео тој вели дека по интервенција на ЦИА Wikileaks ги тргнал веднаш, биле тие забранети и тргнати Wikileaks извештај бил тргнат. Јас до сега не слушнав дека ЦИА успеала да блокира некој извештај на Wikileaks. Wikileaks објави компрометирачки информации за Хилари Клинтон кои што придонесоа до незиниот пораз во изборите. Тоа не успеа да го направат, меѓутоа ова околу Македонија и Косово успеале да го спасат. Па Заев е многу битна фигура сега, затоа и ЦИА стои зад него до крај. Да. Сега, повторно, ова ќе го речам исклучиво како неутрален коментар
може би е точно ова што го велат, меѓутоа, кај го гледам јас проблемот со оваа белешка. Успеав да го прочитам скриншитот и ќе ви речам дека има голем проблем со самиот јазик на белешката, односно со граматиката и со тоа што делува дека писателот на таа наводна белешка не е како се викаше, автохтон говорник на англискиот јазик. Имам прегледано можеби неколку стотици веќе белешки на ЦИА од незините архиви, почнувајќи од 40-те години од Втората светска војна па се до најскорешните. Едно што се забележува во тие извештаи е неприкосновеното владање на англискиот јазик во тие белешки. Нема една печатна грешка, дали ќе може да се најде, се наоѓа, да кажеме, по некоја ретка печатна грешка во извештаите на војниците од ОСС од 43-44, кога правеле извештаи на машини за чукање. Меѓутоа, ретка некоја грешка. Во поново време извештаи што се прават од административци, од службеници, во нив нема никакви апсолутно нити граматички, нити овие правописни грешки. Извештајов е полн со нелогичности, со граматички грешки, така да мој заклучок е дека ова е проблематично. Нема да речам дека е фалсификат, меѓутоа личи и тоа многу на фалсификат. Така да тоа ми беше едноставно сакав, видов ова дека станува една топ тема сега во Македонија, сакав да им дадам едно предупредување на оние што ги читаат овие белешки и што веруваат во овие објави. И одиме со главната тема. Минатата недела, на 19 март, поранешниот министер за понадвор, Денко Малевски, објави колумна насловена "Слободно кажи Македонија". Неделава, поради негативната реакција која што ја добил, се обиде да се вади, да се пере. Од оваа недела колумната му е насловена "Непромислив јаз меѓу македонците". Ќе почнам со таа колумна, бидејќи побрзо можеме да ја отстраниме оваа. Да. А првата колумна ќе ја разработиме детално. Вели дека, значи, како што реков, насловот е "Непремослив јаз меѓу македонците" и вели вака: што е изворот на тој конфликт, околу што се расправаат македонците? И кој е непремосливиот јаз кој може да доведе до смрт на нацијата? Преспанскиот договор со кој ни се отвара патот кон членство во НАТО и ЕУ? Не. Одговорот е многу поедноставен и е запишан во сите историски читанки. Борбата за власт. Преспанскиот договор е само последниот добар изговор да се продолжи и да се интензивира партиската војна која трае од 1991 година и која го кочи напредокот на државата. Ние немаме демократски систем, ниту сакаме да го изградиме. Затоа што, да повторам една изветена фраза, за танго се потребни двајца. Не сакаме да изградиме систем кој ќе овозможи безболна промена на политиките со промената на власта и контролата над секој облик на владење со други. Наликуваме на некаква држава од средниот век во која по смртта на владетелот настанувал хаос и пресметка на разни политички фракции во борба за гола власт. Значи, основниот проблем е што нашите партии не умеат да произведат решенија преку консензус. Така беше на почетокот на независноста при приемот во ЕУ, така и сега при приемот во ЕУ и НАТО. Значи, тој вели дека... Во ЕУ. Во ЕУ, во НАТО и ЕУ. Така е сега при приемот. Тој вели дека... Значи, тој вели... Ќе повторам, така беше на почетокот на независноста при приемот во Обединетите нации. Па тоа ти рече ЕУ за тоа. Во ЕУ, се извинувам. Тука е да не направиме забуна кај... Да, во ред. Едноставно, тука, значи, тезата во целиот овој текст му е дека во Македонија вистинскиот проблем е само борбата за власт. Да. Не постои желба за национална држава, не постои конфликт меѓу националисти и предавници, интернационалисти или какви да ги наречеме. Не, тоа нема врска.
Само е проблем тоа што некој се бори за власт. Па тогаш зошто него владата во која тој беше министр на дворочни работи донесе правилник за работа на УБК во која ќе се гони македонски национализам и екстремизам. Ако била само гола борба за власт. Или таа линија за работа била само формална, за да се попречи одземањето на власта од комунистите. Што е во прашање сега? Да. Дали постои вистински национализам? А гледаме дека постои, ке те питам, бабо, Да. има 300 и кусур илјади, колку има? 360.000 прегледи. Прегледи И има за 12.000 лајкови. еден ден. Филмот на Јани Бојаджи е забранет во Македонија. Бидејќи власта се плаши од оние што се плашат, се националисти, ама веќе ме до тука од пресиите и се плаши нив ќе ги разбуди и ќе им го ослободи страва од филмот на Јани Бојаджи. Тоа се и сега зашто зборува Денко? Млати празна слама. Да. Повели, готово. Сега да се навратиме една недела наназад и да ја разработиме суштинската колумна, она вистинската. Да, вистинска. Да, таа веќе има околу 6000 прегледи. За жал тука нема мерило дали е популарна или непопуларна. Нема коментари исклучени, не постојат коментари на сајтот на Pulse.info, затоа што знаеме што може да очекуваат. Па, таквите пропагандисти како што е Геро, тие никогаш не почитуваат туѓо, не дозволуваат да се појави инакво мислење. Да. И затоа и јас сум блокиран од Геровски. Тоа одамна. И одамна. Тој вели вака: слободно кажи Македонија. Се изгласија рефлекторите, вниманието на европската и светската политика одиде на секаде на друго место, а ние останавме со последиците од решениот спор со јужниот сосед. Да, и решени, а не само нерешени спорови имаат последици. Имено, животот поставува нови прашања, а политичарите и граѓаните деновиве не се сигурни како да одговорат на нив. Например, смееме ли после преспа да кажеме Македонија? Смееме ли да кажеме после преспа Македонија? Дејќи Заев упорно тврди дека мора да го почитуваме уставот. Непочитување на устав се казнува. Значи, во уставот државата се вика Република Северна Македонија. Секоја употреба на зборот Македонија може да биде казниво. И ќе биде казниво, бидејќи е кршење на устав. Да. Во дуелов со Мицковски вчера, Да. тој дури на еден момент се изрази со терминот Северна Македонија и за минатото. Да. За периодот кога не постоела таква држава. Па Борис Трајковски, тоа се случи кога го именуваше Борис Трајковски покојниот како претседател на Република Северна Македонија. Заев го именуваш. Значи, Тука има една многу битна работа. Би сакал малку да... Ако проблемот е решен, да. тој не може да предизвикува конфликти понатаму. Да. Значи, Денко Малевски вика има конфликт, така ли вели во... Да. Конфликтот продолжува. Да. И па како е решен проблемот? Да. Сега конфликтот е префрлен внатре во Македонија. Порано беше конфликт помеѓу Македонија и Грција. Да. Но внатре немаше конфликт во Македонија. Сите беа против Фиром и инсистираа на некој договор кој нема да ги загрози идентитетот, јазикот и никогаш нема да биде ерга омнес името, значи името за внатрешна употреба. Да. Заев ги прекрши сите тие изградени веќе црвени линии од кои немаше одстапување. И затоа е створен сега внатре проблемот во Македонија.
што добро направил Заев со тоа? Што добро сака да ми каже дека е решен проблемот? Што добив кај имаме тоа? Имаме само конфликт внатре во државата. Да. Меѓу македонците. Меѓу македонците сега. Тоа е трагедијата. До сега конфликтот постоел на идеолошка основа, ама не бил толку длабок. Да. Сепак сме живееле заедно без меѓусебни длабоки антагонизми. Сега многу тешко ќе живееме понатака заедно северните и македонците. Да, сега значи едните ги означуваат другите како северџани, Да. а овие кои се за северна ги означуваат националистите како дивљаци, како немиени, вакви неандерталци. Да. Тоа. Значи доаѓаме до еден точно е неговата втора констатација дека јазот е непремостен. Да, ама Кој го направи тоа? Епа, Тоа го направи Заев како кулминација на политиката која ја започна кој? Денко Малевски Токму и Киро Денко Григоров. Бидејќи Сега тој- ќе дојдеме до тоа. Значи, одиме со следната изјава негова. Стегнати во Грч, овде. Стегнати во Грч да не сгрешат нешто политичарите, но и граѓаните кои не сакаат да и наштетат на државата, никако да се опуштат да кажат Македонија. Име кое ќе се наметне како краткото име за она официјалното од Преспанскиот договор, Република Северна Македонија. Кој вели така, па искуството од други држави со подолги официјални имиња и тоа главно од практични причини. Значи ова дека првиот дел стегнати во Грч, тоа е токму Заев. Да. Тоа е оно што инсистира дека мора да се потребуваме со терминот И Северна се Македонија. заканува со казни. Да. Чекај сега. Кој ќе смее официјално? Можеме да говориме јас и ти дома. Да. И сте дома, но надвор не смеш да го потребуваш. Од кај знаеш тие 350.000 соработници на УДБА добиле задача тоа да го следат сега. Да. Како што следеле кој говори против Тито, Да. кој е за Сталин, кој говори против Глигоров. Баш како што денес имаме социјални мрежи, имаме мобилни телефони, текст пораки, едно друго, што значи многу е полесно да се контролира Да. тој говор. Овој вториот дел, што вика дека едноставно името Македонија повторно ќе се наметне како кратко име, бидејќи тоа е случај со сите републики, сите држави кои што имаат пологи имиња. Дали е тоа случајот со Северна Ирска? Дали е тоа случајот со Северна Кореја? Или со Јужна Кореја? Со Северна Дакота. Северна Дакота, со Западна Вирџинија. Да. Сите на сите тие им се кажува целото име. Да, со Британска Колумбија. Републиката ќе биде исфрлена. Да. Ќе остане само Северна Македонија. да. Тоа Денко се обидува да не манипулира. Секаде останува таквото име. Северна Македонија, Северна Ирска, Северна... Сите, тоа не може да биде, не може да се скрати. Да. Тоа е веќе скратено. Да, точно така. Може, таа реторичка игра можевме да ја играме со БРМ. Да. Ајде, добро, ќе се скрати, меѓутоа кратенката не стана Македонија, кратенката стана Фиром. Фиром. Значи, воопшто нема никаква логика тука. Подоа тој вели вака: никој нека не се замислува таков патриот па да тврди дека е првиот што има тешкоти преку јазикот да го протркала зборот Северна. Но никој да не помислува да го руши кредибилитетот на државата, отфрлајќи го договорот што таа го подпишала. Ај сега. Ова е буквално една до друга реченица. Да, комунјарска работа. Имам такви пријатели на Фейсбук со кои се расправам непрекинато, бидејќи тие имаат во една реченица или во две реченица, во еден текст ќе набраат толку многу ставови, лични, нивни, од кои не може да сватиш што тој на вистина размислува, кој став е негов.
Дали да ја брани Северна Македонија, како сега зборувам сега за Денко Малевски, или да го брани зборот Македонија. Што сака? Не знае, тој самиот не знае. Но, сега поентата е да направи уште една збрка во македонската јавност, со вакви дробеници нафрлани во еден текст, и луѓе па може, а не, ама кој ќе го прочита сега, ама чекај, мора да се почитува, па не иде едно со друго. Денко. Тоа треба да го тоа може да го свари само човекот кој не го вклучува мозокот. Да. Сега значи меѓутоа ти велиш која му е целта сега на се во ова? Па целта му е она што го зборувавме околу Хани овие. Ма тоа е целта. Целта му е моментално тој да си ги задоволи своите желби. И во таа смисла тој е во право кога вика дека борбата е за гола власт. Затоа што тие што не веруваат во ништо, тие се желни за апсолутна моќ. И тој сега се помни, бидејќи имаше најава дека кандидираат него за председател, и сега тој пикира некоја веќе функција да го пак да се врати во власта, дали да биде министр, дали некој советник, дали советник на председателот. Веќе во комуњарската глава е направена проценка дека сега морам да пишам нешто, за да ме стават на листата која ќе добие коска, ама не само коска. Коската ќе биде малку со месо. Да, па ќе биде или амбасадор за европски интеграции, или за НАТО, или не знам што. Значи, или од новиот председател ќе добие амбасадорска фотелја, да кажеме, во Вашингтон или каде што му се допаѓа. Сега, една многу интересна изјава. Најмалку сегашниот председател или неговата истомисленичка во председателската кампања. Особено затоа што Северна е цената која ни ја наметна нашиот екстремен национализам, кој во зборот Македонија ја смести и целата античка грчка историја. Пак, ова се однесува за овие родини 2015, 2016, 2017, 2018, тие се однесува ова. Името е сменето, го смени двоецот Глигоров Денко Малевски. 1993 година. На грчко под наводници барање. Веќе играта е друга, многу поинаква, но ќе се држиме сега за ова, сам нема да... Кој тогаш го градил национализмот? Нема национализм во Македонија. Тоа го тврди Денко. Мултиетничка... Ама во текстот, во првите реченици го тврди, или она во вториот текст. Е дека нема борба за власт дека е. Да, тоа е вториот текст. И сега, зошто е тогаш сменето им 93 година? Тогаш, кој го градил тој антички, кој го вградил тој антички елемент во македонското име? Кој? Денко Малевски, Глигоров? Која влада одбра да се повикува на античките символи звездата од Виргина со цел да ја избегне историјата на Македонија поскорешната, односно да избегне врската и континуитетот на ВМРО. Тоа беше таа влада. Да. Тоа беше целата поента и за тоа се најдовме во оваа позиција со грците каде што наводно им ја крадеме античката историја, поради тоа што ние наместо да почнеме од поблискиот период, од оние кои што навистина биле одговорни и заслужни за реализацијата на македонската држава, ние за да ги покриеме тие анатемисани личности како Александров и Михајлов и другите, фативме ќе правиме античка историја. Предлогот беше знамето и грбот да биде лав. Да. Лавот го отфрлија. Затоа што бил бугарски. Да. А лавот е средновековен символ. Секаде во сите, во картите, во музеот на грбовите во Венеција, тие се грбови на Македонија.
Сите се од лав. Значи, играта била сосема друга. Ке дојде времето, сега да не одиме подлабоко, ке се отвори до крај зошто се случувало ова. Сега, Денко треба да објасни кој 93-та година, 91-93-та година, го одбил американското признавање и признавањето од дел од државите на Европска Унија, што пиша во Нью Йорк Таймс од јули 1992 година, објаснил дека САД и дел од европски држави биле подготвени да ја признаат Македонија под името Македонија. Што е улогата на Денко Малевски на Глигоров да не дојде до реализација на тој план? Кој национализам браниле тие? Ако го застапувале македонскиот, ќе прифатиле понудата, но тие играле за Белград. Да. Ако може да прочитаме еден изводок, да ги подсетиме овие што не се сигурни за ова што го говориме ние и што го говори Малевски, еве што е запишано од македонските вестници од периодот во прашање. Значи од Нова Македонија од 92 година. Да. Вели вака, Блаже Ристевски посебно се задржа и на личноста на Денко Малевски, откривајќи и на македонската јавност за што се залагал министерот за односи со странство. Откако пофали Малевски дека несомнено е човек за особен почит и дека во неговото лице имаме еден висок интелектуалец, председателот на владата истакна дека подпредседателот на владата истакна дека тој цело време живее во отворен страф за економската и социјалната положба на македонскиот народ, дека искрено се плаши од економски колапс и не гледа излез од големите пречки и тешкоти на овој план. Дека самиот вели оти е сентиментално врзан за југословенството, со кое растел и за едништвото во кое се развивал. Дека затоа неколку пати јавно декларира оти е за сојуз на суверени држави, но самостојност само без него. Дека дури на 26 јуни, кога се решаваше нашиот статус, во времето на седницата на владата не убедуваше дека треба да се оди на компромис, дека мора да се прифати секоја друга формулација на името, па макар и бивша Југословенска република Македонија и слично. Дека тој се плаши за нашата екзистенција, се плаши од воен пожар и пораз на народот. Сега, во таа влада е министер без ресор, била присутна патриотката Гордана Сињановска-Давкова. Требала да реагира, нели таа била против, била за самостојна Македонија, била за зачување на името. Не прифаќала никакви компромиси за името, барем така зборува денеска. Па кого ме лажете више? Комуњари, па. Доста више. Тие мислат дека ги уништија архивите на вестниците на интернет и сега можат слободно да интерпретираат како сакаат, да лажат колку сакаат, да си ги менуваат нивните ставови према дневните потреби. Не. Постојат документи. И тука е една работа која е зачудувачка и која кажува дека ВМРО ДПМН воопшто нема интерес да ја сруши комунистичката власт од 90-та навака. Тоа го правеше Љупчо, тоа го правеше Груевски, сега ајде Мицковски не е на власт. Но овие сите работи кои што зборувал, кои што правил се достапни во Университетска библиотека се сите вестници. Има еден куп таму што седат во зградата на ВМРО, можат да ги вадат овие работи и да објаснуваат кој што говорил, што правил, што кажувал, зашто се залагал. Тогаш Сиљановска никогаш немаше да дојде до портите на зградата, да влезе во зградата, а не да стане кандидат за председател. Тие денес ни објаснуваат колку голем патриот била таа и колку голем интелектуален капацитет. Денко кажува колку биле сите патриоти во таа влада. Одиме понатаму.
цената ни ја наметнаа оние кои, не разбирајќи ги злонамерностите на меѓународната политика, мислеа и се уште мислат дека секој народ може да си ја пишува историјата каква што ќе си посака. Тоа може да го прави народот на Исланд, остров опколен со риби, но во светот, а особено на Балканот, не е така. Епа, ајде да зборуваме токму за пишувањето на историјата кој како сака. Еве, деновиве излезе, значи, песнава, како што рековме, за Тодор Александров. Да. Што се, дали има ронка вистина во она што го зборуваат они од калибарот на Малевски во однос на Тодор Александров? Да, не. Нема една ронка вистина. Од вистински македонски патриот, човек кој што дал се за Македонија, Да. па и својот живот, целиот живот го оддал на Македонија, него го правиме криминалец, злосторник, клошар, се што може да помислиш. Да. Тоа не ли е измислување на историјата, не ли е креирање на друга историја. Пишувањето историја дека не знам, некои во ВМРО, како да кажеме Гоце Делчев, Јане Сандански, Питу Гули биле македонисти, а овие другите александровистите биле бугараши. Измислување на историја. Да. Тоа е измислување на историја. Гоцева ВМРО. Која е таа Гоцева ВМРО? Сите тие таквите лажни патриоти споменуваат некоја Гоцева ВМРО. Гоце Делчев никогаш не бил начело на ВМРО. На ВМРО. Никогаш не била негова, таа никогаш не била на никој човек таа била организација на македонците. И затоа се викала организација. До 1919. И потоа е поголема употреба организацијата на место ВМРО. Но? И еве сега конечно, нели е пишување на историјата кој како сака, кога сега Заев се осврнува на некаква си Република Северна Македонија, кога зборува за периодот од 1991 до 2019 година. Да. Нели е тоа препишување на историјата, Да. и прекројување на историјата? Точно. Одиме понатаму. Либералните луѓе, тоест оние луѓе кои што не веруваат во ништо, Да. од двете страни на границата, македонци и грци, се најмалку виновни за северна и за сегашнова ситуација. Тие немаа проблем ниту со името Македонија, ниту со нашето словенечко потекло. Треба ли повторно? Ајде се вратиме повторно на ова од Нова Македонија. Дека затоа неколку пати јавно декларира отие за сојуз на суверени држави, но самостојно само без него. Дека дури на 26 јуни кога се решаваше нашиот статус во времето на седницата на владата, не убедуваше дека треба да се оди на компромис. Дека мора да се прифати некоја друга формулација на името. Па макар и бивша Југословенска република Македонија и слично. Па значи тоа е тој што има проблем со името Македонија. Па тогаш во Грција, не знам кој беше на власт. Не беа тие националисти грчки, тоа Сариза не беа тие. Беше Мицотакис или Папандреу? Мицотакис беше не беше. Не беа тие профашистите во Грција. За тоа велам. За секој ден Денков има свој нов став. И денковци. Ново толкување на се и сешто. Тој вели дека понатаму вели грчките и македонските националисти беа тие кои го произведоа проблемот со името и сега се лутат на решението. А виновни им се либералните луѓе затоа што за доброто на народите денес го прифаќаат компромисот за кој се залагале од порано за да им ги помират двата национализми. Повторно измислува нова историја. Да. Денко, читај си ги малце зборовите што ги пишуваш. Па ти велиш дека не сме во Исланд, дека не сме опколени со риби, опколени сме со реалниот свет. Реалниот свет е дека националистите немаа проблеми тогаш. Националистите не беа на власт. Тие не можеа да направат ништо да го наметнат проблемот. Да. Има една многу интересна работа. Не знам, мислам дека досега не сум проговорил јавно за тоа. Ова е случување, се сеќаваш и ти, посебно мајка ти е сведок на се тие настани. Веднаш после завршувањето на вториот круг на избори и во 90-та година, јас работев со една грчка компанија од Атина. Нашата фирма купуваше предиво од нив и бевме добар купувач
таа компанија. Собственикот беше грк од Атина, не беше од овие, не беше ниту македонец по потекло, ниту маџир, ниту влав, туку беше грк. Ме изненади неговото доваѓање на 25 декември во Македонија. Без најава, без ништо, на ден на Божиќ. Дојде во Македонија, дојде кај мене во Куманово. Ги знаеше моите ставови пред тоа, дека јас сум за самостојна Македонија, дека го помагам ВМРО да помогне финансиски. И дека сум антикомунист. Тоа му беше, разговарале многу пати на такви теми, посебно го интересира изборите, што ќе се случи. Дојде тој ден во Куманово. Ме изненади. Петрос се викаше, викам, господине Петрос, одите некаде или не, вика, кај тебе сум дојден директно. И почнавме разговор, иако во канцеларијата кај мене стоеше картата на етничка Македонија. Тој никогаш не реагираше на таа карта која ќе дојдеше, никогаш не му сметаше да каже ова не е точно. Вика да разговараме за една многу сериозна работа. Би требало, вика, сега веднаш да се договориме, бидејќи, вика, битно е што ВМРО, колку што знам, вика, од тебе, не е комунистичка партија. Викам, да. Тие победија на избори, се надеваме, ќе направиме и влада. Вика, баш за тоа сум дојден, бидејќи, вика, сега Македонија ќе стане многу интересна. Ќе се помери границата помеѓу исток и запад. Само по уредување исток и запад, комунистички држави и тој уште тогаш знаеше дека Србија ќе остане комунистичка држава. И интересот им беше, вика, на запад интересот ќе биде сега Македонија. Тука ќе дојдат инвестиции, пари. Вика, дали си подготвен да направиме, вика, веднаш заедничка компанија тука во Куманово за предива? Викам, зашто да не? Ама, викам, под еден услов. Да направиме заедничка компанија и во Грција, тоа што јас го произведам, трикотажат. Така да, вика, нема проблем да има никако. Размислувајќи со години на тој разговор, Петрос не беше обичен човек. Тој беше трета генерација во бизнисот. А тогаш имаше 70 кусур години. Значи, нивната фабрика е сигурно стара 100 и кусур години. Сигурно имале преголем углед во политиката, во бизнис светот, во се тоа. Неговото доаѓање не беше само доаѓање на Петрос како собственик на фирма, да се договориме за да правиме, да разговараме за заедничка компанија. Пораката беше сосема друга. Тој сметаше дека јас пораката ја пренесам на врвот, политичкиот врв на ВМРО, кој ќе направи влада, и тој не рече збор за проблеми со името. Или за нешто такво дека ќе постои проблем помеѓу Грција и Македонија. Тие беа заинтересирани грците да се помести границата кон комунизмот, да не бидат тие на првите на удар, да влезат, да откупат да откупат погони, фабрики кои ќе ги кренат да работат. Крај. Никој на таа варијанта не играше во Македонија. Дека треба да го искористиме тој момент. Падот на комунизмот. Не, тогаш, еве, ќе искористам еден цитат повторно од тој период. Околу како размислува и што ни продава овие со Денко Малевски, Денко Малевци. Да, Денко Малевци со и Глигоровци. Гордана Сидановска. Или вака. Ова е книга на Бранислав Синадиновски, ВМРО од визија до стварност, прво издание, кое што исклучиво користи
автентични цитати, речиси исклучиво од Нова Македонија И вечер. и вечер. Сам немаше други Да. вестници во тоа време. И стенограми од собрани. од собрани. Така да книгата е исклучиво со прворачни извори. И наведени се каде може да се најдат. Да, Така да- како стручно дело е направено. Да. Силна поддршка на ваквите своји пројугословенски ставови, идеи и заложби, председателот на Републиката имаше во членовите на Сојузниот извршен совет Владо Камбовски и Никола Гашевски. Овој вториот беше толку остроумен, далековиди смел, што дури нагласуваше дека никој во Македонија, која и да е политичка структура, не ќе може да помислува за ретроградни процеси. Затоа што не беше целта на вкупната реформа и на сите демократски процеси да изведеме еден полицентричен етатистички систем, напуштајќи го сојузниот, да создадеме од републиките апсолутни етатистички ентитети, како држави со целости политички и економски суверенитет, изведен до екстреми, до создавање на држави тврдини доволни самите за себе. Сега доаѓа главното. Никој нема право, подлече тој, да се отцепи како што веќе се случува. Живеењето, како што веќе се слуша, се извинувам, мора да остане да живее во заедништво. Не може да живее покрај другиот. Живеењето покрај другите би значило изолација, а времето на изолација помина. Еве ги либералите. Да. Сите се залагаат за пристап во Европа, а со тоа се залагаат за заедништво. Така што, незамисливо е некој да може сам да пристапи во Европа. Тоа е просто невозможно. Да. Значи, тогаш не убедуваат дека мора да останеме во Југославија за да влеземе во Европа. Во Европа. Сега ни велат мораме да го смениме името за да влеземе во Европа. Значи, Европа се користи како некаков морков, Да. кој никогаш нема да го фатиме, а некои други работи се изиграваат. И сега, значи, вистинскиот пат Да. за да влеземе во Европа, преку овој што ти го понудил Петрос, се игнорира, И се да. затвора. Одиме по патот на менување на име, на менување на символи, на правење на компромиси, на се Одиме по патот да не направиме држава. Да, тоа е. И да не влеземе во евро. Да. Да не настане ништо. Тоа е. Одиме понатаму. Затоа треба да се повтори да се запамети дека како реакција на националистичките политики кои ги водеше македонската држава изминатава деценија, го добивме официјалното име кое ќе се користи и дома и кон други држави, име кое принудно ќе не подсетува дека има и друга вистина за Македонија. Грчката, например. Значи, сега влегуваме во постмодернистички занесувања дека има неколку вистини. Да. Вистина има една. Едно. Вистината е, например, околу тоа дали има грчка Македонија, ја опишал Браусфорд, кој вели дека нема грчки села по на северот, дали беше од Клисура, не од Клисура, Касторија, Костурско. Кост. Дека она што се брои како грчко население во егејскиот дел на Македонија, претежно се македонци и власи, меѓутоа македонци кои што тогаш биле нели бугари, кои насила биле грцизирани, ставани, односно црквите насилно им биле преземани од грчката патриаршија. Значи, таа една е вистина за Македонија. Нема 300 вистини, една е вистината. Да. Таа која што Денко Малески ја игнорира, Да. и историјата која што тие свесно и постојано ја преиначуваат. Се навраќаме на текстот. На време да го направевме тоа доброволно, исполнувајќи го терминот Македонија со нашата вистинска словенска содржина, крајот можеше да биде поинаков. Може би ниту името немаше да биде проблем. И сега, пред некој месец направивме ДНК анализа. Да. Некој пат ќе го разработам ова малку подлабоко, меѓутоа еве што вика ДНК анализата. Проценка за етничката припадност. 60% Источна Европа и Русија. Североисточна Италија, Хрватска, Босна и Херцеговина и така натаму. 39% Грција и Балканот. 1% Италија. И сега што правиме тука? Што правиме? Ништо не правиме. Мислам, кога велам ништо не правиме, се тоа го
говорам со иронија. Ќе го слушаме Денко, и Денко утре може би ќе ни објасни друго нешто. Ќе најде ново објаснување. Може би потребата, ако победи Силјановска, може би ќе треба сега да стане малку националист, таа да го, бидејќи се другарчиња од првата влада, Да. и може би сега ќе бара да се удоми како амбасадор кај Силјановска. И веднаш ќе стане и тој, како Силјановска, што стана преку ноќ националист. Зар е тешко на комунист да го сврти копчето и веднаш да биде тоа што треба, Да. за да дојде до коската. Одиме понатаму. Во анализа на еден мој текст за односите со нивната земја, бугарски научници тврдат дека ако почнавме со решавањето на заедничката историја меѓу Македонија и Бугарија, на начин на кој пишувам, прашање е дали ќе требаше да се смени името. Па, дали се сеќава Денко како реагира на признавањето од Бугарија? И со што не плашува? Кога се понуди Германија, преку нивниот пратеник Милер во Македонија, да ја турка Македонија заедно со Хрватска и Словенија во признавање, во прием во ЕУ и НАТО, во сите структури. Тогаш тие велеа не. Ако прифатиме германска помош, тие ќе не турнат во Бугарија германците, вика, тоа е нивната идеја. Ќе се споиме со Бугарија. Никако таква работа. 6 месеци Григоров не го прими Милер, ни никој од влада не го прими господинот Милер да разговара со него. 6 месеци. И сега тој продава магла да се случило тоа така, тогаш ќе било вака. Не бе, Денко. Да вас целта никојаш не е била македонска држава. Самостојна демократска македонска држава. Бајка Србија ви е во срцето и за неа плачете и ден денеска. И сите овие мантри што ги мантрате е само патот како сега да се створи слика да го примеме полесно менувањето на границите помеѓу Србија и албанците. Тоа е целата приказна. Нема друга. Но главата горе, вели Малевски, никој не може да ни го одрече правото во секојдневната комуникација дома да се нарекува просто Македонија. Ти можеш да се нарекуваш дома како сакаш, никој не ти брани. Можеш и Джингискан да се нарекуваш. Ама еве пак Заев и тоа не го дава. Да. Одиме понатаму. Суштината на договорот од Преспа е врската да не лажеме повеќе за нашата историја, онака како што го правевме во минатото. Поставувачи ги темелите на нашиот идентитет и култура во античка Грција. Чекај бе, Денко, сега повторно се вртиме во овој постојан круг. Митоа, убаво е што викаш дека сме лажеле во минатото. Митоа да кажеме во кое е минато. Ама ние повторно значи земајќи ги овие резултати во предвид, лажеме во однос на античката историја. Лажеме дека не постои врска меѓу нас и античките македонци. Да. Тоа го кажал ДНК, тоа е лагат. И уште нешто. Ако науката не била запознаена дека вистинската, она што не ја знаеме ние во Македонија, дека постои врска, дека еве ДНК-то е најголем доказ. Зошто тогаш никој не го спореше врзувањето на НПО, да сега не зборуваме за 90-та година, 80-та година, врзувањето на НПО со Александар Македонски. Да. Во 24-та година во Охајо има НПО, не знам кој град беше таму, кој кварт на НПО, нивното сдружение го носи името Александар Велики, Александар Македонски. И чекај сега, и тие ли биле задоени од национализам? Не. Тие луѓе
Од национализмот на Груевски. На Груевски. Да. Овие после 10 години. Тие луѓе тоа го слушале од нивните предци. И сочувале дел од таа историја која не е од вчера. Историја која ја негувале македонците. Преку предание. Немало друг начин како да се чува историјата. Но, Денко, ајде да ги слушаме уште влагите на така Денко. Ова е, значи, одиме до, може би една на големите бисери. На крајот од преговорите и договорот со Бугарија, ќе не обврзе на истото, да не лажеме за своето под наводници бугарско минато. Што да кажеме? Што да каже? Сега, што стана тој благонаделжен българин или па вели или сака да каже бидејќи го става бугарското под наводници дека не постои бугарско минато. Ако сега што правиме со прогонуваните за бугарофилство? Ако му искрена намерата, ако искрено зборува, еден куп луѓе се осудени како бугарофили, стрелани како бугарофили. Свесен е Денко што пишува. Или сега... А пак ако иронично го мисли тоа бугарско минато, тогаш тоа е во директен конфликт со овој договор за добрососедство. Сега тоа не беше сакам тоа сега дали му се исмева, дали Заев го исмева, тој го исмева Заев, ставајќи му го договорот под наводници. И сам тотален хаос е од ова колумна. Тотален хаос е. Човекот, ќе мислам дека некој у бардоце да пишувал, ќе имал барем малку некој си ќе сочувал барем една линија на вистината. Иако била луда, ќе биде таа луда линија на вистината, ама ќе ја држи цело време. Овдека нема линија на лудиот конзистентност. Лудиот нема да калкулира како ово што калкулира. Тоа е. Тој ќе неговата вистина ќе ја пишува и ќе ја напише. Едноставно да овде викаат да ставиш машина за чукање пред мајмун и тој ако чука доволно време и тој ќе чука нешто. И кога ќе успееш да го прочиташ, ќе го дешифрираш, може би ќе најдеш начин. Си извинувам. Брат. Одиме понатаму. Но кога веќе сме се обврзале да не лажеме, тогаш сега слободно треба да ја зборуваме вистината. Пази сега ова. Зашто само вистината за Македонија ќе ги ослободи сите заробени умови на Балканот. Значи, дефинитивно имаме гледач. Да. И тоа... Ама ништо не научил. Затоа ја извадив оваа реченица. Тоа е нашето мото. Како до вистината, вели Малески. Можам да напишам неколку редови од лично искуство. Јас моето право на слободна мисла во потрага по вистината за Македонија го користам со децении наназад и морам да кажам дека тоа е едно огромно задоволство. Задоволство затоа што сега за прв пат точно разбирам што сакаше да ми каже татко ми кога велеше дека слободата се освојува, а не се подарува. Јазикот ни го даде неговата генерација. Дотогаш сме зборувале со крикови и мимики. Освојувајќи ја така својата слобода. Во последната книга Јазли, татко ми Владо Малески ќе напише: Јазикот беше моето распетие, македонскиот. Рацин восхитуваше, но не споменуваше. Неговата поезија се напојуваше од народната, та му се даде да состави поетски јазик, но за мојата идна проза, проблемска, мисловна, пролетерска, национална, полемичка, требаше да се качам на Олелија од подножјата нагоре, докај што ќе имам сила да стигнам. Ете така го добивме јазикот. Да. Добро, значи татко му на Денко Малески седнал, се качил на планина и го смислил јазикот, до тогаш ние сме биле мајмуни. Зашто Денко не спомене колку луѓе се жртви на татко му заради јазикот. Кај замина Бенко Марковски.
најголемиот македонски поет. Каде? Кој го изгони? Кој го прати на Голи оток на Голгота? Кој потоа кога се врати? Ко прогони Бугарија. Кој прогони Бугарија. Значи имаме црковниот словенски јазик потекнува од Егејска Македонија, од Солунското подрачје. Оној јазик кој што денес не смее да спомне Заев и Димитров и таа банда, кој јазик го зборуваат тие луѓе во тој регион. Се видам малку, колку беше смешен синоќе. Заев го прашува, Мицкоска на кој прашуваше, кој јазик? Зборуваат јазик. И тој човек, Мајчиниот јазик. премиер е тој човек. Сега, значи, црковниот црковно-славонски јазик, кој што се Словенски. славонски, Да. црковно-славонски јазик кој се користи од 7-8 век, кога Кирил и Методи почнуваат да ги образуваат словените во Моравија, па потоа се враќа на надолу. Значи, уште од тогаш има тој јазик е кодифициран. Да. Тоа е македонскиот јазик. Потоа имаме Свети Наум, Свети Климент, да не ги броиме. Да не ги Значи броиме имаме сите. 1300-1400 години кодифициран јазик. А сега татко му во 46-та го измислил јазикот. И тој јазик беше измислен и азбуката, за да се поништи македонскиот корен на јазикот и азбуката и да се приближи кон српскиот. И со тоа идејата да се згасне македонската нација, да се створи југословенска, србословенска, тоа беше идејата на татко му на Денко. И Денко тоа си го кажува многу јасно во она што го зборува Блаже Ристевски во собранието што го кажа. Нема ништо. Само малку обрни внимание и прочита малку повеќе за она што се случувало, за вистинската историја, ќе ги разбереш веднаш кои се што се, дека тоа се сите одродници, македонски одродници, Да. кои се за жал и од 90-та повторно навака водат Македонија. Да. Се извинувам, направив грешка со Кирил и Методи, значи тоа беше 9 век. Така? Девет, Значи да. 9200-1300 години Да. веќе се кодифицирани. Меѓутоа Денко Малевски инсистираете да не лажеме за историјата. не, никако, Еве, како? да не лажеме. Еве ја кажуваме вистинската историја. Да. И се доближуваме сега при крајот. Тој вели вака, сепак џабе ви јазик, македонски или албански, ако немате што да кажете. А џабе ти јазик ако имаш каша попара од него ако правиш. Но за да имате што да кажете, морате да ја освоите слободата, да ја освоите, се извинувам. Но за да имате што да кажете, морате да ја освоите својата слобода со труд и во потрага по знаење. А ако немаш, тогаш измисли што сакаш. Да. Од подножјето на Олелија па угоре, докај што можете да стасате. Во потрага по знаење и вистина во областа на политичката мисла, децении наред го правам тоа. Пишувајќи страници и страници, повремено патувајќи и работејќи во средини во кои живеат други народи. Значи, тој само тука не подсетува дека тој е дете на црвената аристократија, Да. обдувана гузица што се вели по кубановски, како и овој Шилегов сега што на тротинет што се вози, или синот на Давкова што дува кавал, или Никола Димитров кој што не знае кој јазик зборуваат неговите роднини во Егејска Македонија. Родители, да. Тој сака, значи, да не подсети дека тој е дел од аристократијата кој што е нашетан, начитан, кој што имал способност и време да се шлае, да пишува, да се замислува дека е интелектуалец. И да прави каша попара. Да. Сега. Одиме до климаксот. Леле. Жалам што животот е толку краток. Сон на една сенка. Инаку би посакал сето тоа да го повторам. Но доказ дека можеби сум успеал е дека албанците ја споделуваат мојата вистина за слободата.
а либералните грци и бугари преку границите ја споделуваат мојата вистина за Македонија. Останува уште моите размислувања за слобода и за македонската нација да ги разбере мојот народ, македонскиот. Па нели е ова дефиниција на предавство? Тоа е на иста линија со албанците кои што имаат претензии кон нашата држава, Територијални претензии. кои што нас не сметаат за натрапници кои што дошле тука во 7 век, кои што не треба да, кои што се помалце од вистински луѓе. Да. Бугарите и грците кои што исто така имаат претензии на македонски територии, кои што окупираат македонски територии. Имаат веќе окупирано. Имаат. Да. И имаат претензии кон кон нашето културно наследство, кон нашиот идентитет, кон нашето битие. Да. Тој вели, јас сум горчо сум на исти линии со тие луѓе кои што имаат претензии да не уништат. Аз се надевам дека конечно и овие простациве селјациве македонски, конечно и тие ќе се освестат кон мене да станат. Ова признава дека планот негов и Григоров за смена на името 93 година е план за нестанок на македонците. И Македонија. Тука е човекот кога многу сака кога почнува многу да зборува, не сакајќи ја кажува вистината. И тој сега ја соголува конечно целта која им била на него и на Григоров. И на таа влада, на таа цела гарнитура. Зошто Василјевиќ даде изјава 91 година на прашање дали ќе треба да интервенираат Србите во Македонија? Вика, нема потреба. Таму се наши, вика. Во сите структури останаа наши луѓе. И новата власт која ја донесовме, нема проблем. Што сега да споруваме? Што да го говориме повеќе од тоа? Значи, Денко Малевски не е директен учесник во претседателските избори годинава, меѓутоа тој е поранешен колега во владата на Бранко Црвенковски со Гордана Силјановска Давкова и е идеолошки и политички колега со Стево Пендаровски, дали се тие двајцата социјалдемократи. Значи, и за едниот и за другиот Денко Малевски и асоциацијата со него не е добра во однос на зачување на Македонија. Меѓутоа и обајцата работат кон исполнување на ова што го говори Малевски. Сега Гордана Силјановска Давкова, па дури и Мицковски вчера, тие велат дека тие не се талибанци, нема да го отфрлат договорот со Преспа, тие ќе работат нешто во рамките на Преспа. Кој е решението тука? Зборуваме за луѓе. Денко Малевски е од исти ков со Гордана Јанкова, Гордана Силјановска и со Стево Пендаровски. Зборуваме за луѓе кои што никогаш немале желба да направат македонска држава. Тоа е. Немале волја, немале вера во македонскиот народ. Еве, Денко Малевски си го вели тоа на крајот. Прости се тие тупаци националисти. Ние сме либерали кои што сме на иста линија со оние кои што сакаат да не разнебитат. Да. Тука некаде се иставувате на овие претседателските кандидати. Така да, иако, како што реков, директно не зборувавме за кандидатите денеска, малце да им дадеме одмор, сепак има индиректна врска со овој човек и со неговите мислења, бидејќи тој, како што ти рече, веќе со овие текстови тој се мести за советничко место, амбасадорско место и така. Најлогично беше да реагира Силјановска Давкова на овие две колумни. Бидејќи со тоа таа требаше да се огради од политиката на владата во која таа била. Владата која го смени името. И сега ние очекуваме Давкова, Силјановска Давкова ќе работи на враќање на името. А воопшто не го осудува Денко за овие, не да го осуди, да го беси Денко, но го требаше да напише барем неколку збора дека тоа што го тврди Денко да го оспори. Да.
Да му контрира. Со факти, со докази, не. Таа го прифаќа и јасно ни праќа јасна порака. Ние сме тие кои пак ќе бидеме, кои сме власти, ќе останеме на власт. Мислам, ние, тие, Денко, Фрчко, Силјановска, сета таа групација ќе биде повторно. Тоа се тие кадри на заробената држава. Да. Експоненти на заробената држава, кои ги гледаме. Оние што ги влечат конците, уште не, многу луѓе не ги гледаат кои се, но ќе ги истераме и нивната чистина. Да. Ето, тоа е тоа. Јас имам толку. Ви благодариме за вниманието и овој пат. Како што реков на почетокот, ве молиме да ги споделувате видеата и да се зачлените на нашиот YouTube канал. Тоа е бесплатно, немојте да мислите дека ќе ве потрошиме. Ние продолжуваме со нашата борба за осознавање на нашето минато, на нашата сегашност, со цел за да изградиме подобра и посигурна иднина, да го сачуваме нашиот сој, македонски сој, да направиме вистинска нација. А тоа се прави на овој начин. Да. Осознавајќи го минатото и наоѓајќи ги лагите на денешницата, контрирајќи им, сечејќи ги во самиот нивни корен и експонирајќи ги пред јавноста и покажувајќи ги го нивното вистинско лице. Дека се патолошки лажови. Се надеваме дека ќе останете со нас и понатаму во нашата потрага за осознавање и расширување на вистината, бидејќи само вистината е она што ќе не ослободи. Да. До следниот пат, до гледање. До гледање. Noći večer veze, ako Todor Aleksandrov, Todor Aleksandrov, padom snegovata četa. Todor Aleksandrov, padom snegovata četa.